Што ве натера да се придружите на идејата за основање на Сдружение на преведувачи и толкувачи? Идејата и желбата за основање на Сдружение одамна ја носе во себе, многу одамна. До самостојувањето и немаше некоја посебна активност на полето на преведувањето, а да не зборам за толкувањето. Се случуваше некако на српско-хрватски и македонскиот јазик беше во сенка. Се работеше сепак на преводи и стручни и книжевни, ама тоа беше некако како настрана од главните настани и обично го работевме како секундарна дејност, како нешто што ни го дополнуваше буџетот или што го правевме од љубов. Кога се осамостоивме, одеднаш се појави потреба, излезе македонскиот јазик од сенка. Стана јазикот на кој што ќе комуницираме со светот. И мораше да се активираат и преведувачи. Стана огромна понуда. На пазарот се појави огромна понуда, побарувачка. А понудата беше мала. И ние се отепавме од работа во тоа време. Малкуте што бевме веќе навлезени во таа професија. Но полека се зголемуваше бројот на луѓето што работеа и обемот се зголемуваше на работа и почнаа да се појавуваат првите проблеми, бидејќи секој си работеше за себе и од своја перспектива и на свој начин. Немаше некое заедништво во настапот и направивме многу грешки. Потоа, кога ми се јави Ирена Кацарски-Кимова и Христина Дојчиновска да го основаме Сдружението, за мене беше тоа прекрасна идеја, прекрасна остварување на мојата желба. И го прифатив со големо задоволство и почнавме да работиме на тоа, иако не ни беше сосема на сите јасно како ќе го профилираме и како ќе ги спроведеме тие активности. Какви беа почетоците на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи? Почетоци како почетоци, тешки. Првите 3-4 години некако меѓу себе се координиравме, некако си ги приближувавме идеите за тоа како треба да изгледа тоа Сдружение. И работата главно ја туркаше Ирена и многу голема благодарност за тоа што не раздрма сите нас и успеавме сите ние да дојдеме до една идеја како треба тоа Сдружение понатаму да изгледа и почнавме посериозно да се зафаќаме со активности, затоа што она што ни беше јасно е дека мораме да привлечеме повеќе луѓе, затоа што сами не можеме да ги реализираме сите оние идеи што ги имавме за тоа како треба да изгледа Сдружението и кој фактор во општеството треба да биде Сдружението, затоа што сакавме и ден денеска Сдружението да биде оној фактор кој ќе ги обединува колегите преведувачи и толкувачи и кој ќе биде фактор во комуникацијата со сите оние кои што ги бараат нашите услуги, за да можеме да се поставиме како што треба во однос на условите што сакаме да ги имаме при нашата работа, кои би требало да ги имаме, и да станеме како професија повидливи во јавноста, затоа што некако се мислеше долго време дека знам странски јазик и сега ќе бидам јас преведувач или толкувач и тоа е многу лесно, што воопшто не е така и првите слободно би рекла 5 години се обидувавме колегите да ги повикаме да се ангажираат, на луѓето да разберат дека тоа е сепак професија и дека таа професија како таква си има своји услови кои мора да бидат исполнети за да се добие максималниот ефект од работата, значи тој што ја бара услугата да добие максимална добра услуга и ние сепак да како Сдружение да почнеме да разговараме и да ги поставуваме стандардите што треба да се почитуваат, бидејќи од стандарди немаше ни нула. Ни С немаше од стандарди кога почнувавме да работиме. Како го замислувате Сдружението по 10 години? По 10 години го замислувам Сдружението како Сдружение кое што ќе биде рамноправен фактор во преговорите со сите други субјекти со кои што има работа. Сдружение во кое што и преведувачите и толкувачите ќе наоѓаат подкрепа за своите проблеми, ќе наоѓаат простор каде што ќе можат да се надоградуваат, затоа што тоа е една од основните цели на Сдружението, да може да има возможи
на сите своји членови професионален развој, што е многу важно во денешни услови, и да биде фактор кој што ќе се слуша, фактор кој што ќе тропне на маса за некои работи. Затоа што е време да се тропне на маса. Колку сте задоволна со достигнувањата на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи во изминатите 10 години? Имајќи предвид дека главниот товар од работата во првите 8-9 години го нося грст луѓе, задоволна сум, презадоволна, затоа што мислам дека многу се постигна. Бидејќи целата наша работа нели е волонтерска и ние сите тоа го правиме во слободно време, и мислам дека оние кои што се зафатија и понатаму да работат на Сдруженијето, направија максимум што можеше се направи во овој период, така што денеска сме сепак едно здружение кое што има значителен број на членови и кое што веќе почнува да ги воспоставува стандардите, да ги истакнува и да им предочува на сите баратели на услуга дека треба да водат сметка и за стандард, и за услови, и за квалитет. Некоја интересна случка или анегдота во врска со работењето или настаните на Сдруженијето на преведувачи и толкувачи? Ние секоја година организираме конференции. Од почетокот до денес. И оваа година се обидуваме да организираме во овие нови услови. Една година, низа години, конференциите беа интересни и посетувани, но се трудевме да воспоставиме таков еден контакт со нашите колеги, членови и нечленови, да може да им понудиме теми кои што ќе бидат интересни за нив, за да може или да се информираат, или да разменат искуства, или пак да добијат одредени сознанија, за да можат професионално подобро да се развиваат понатаму. Една година решиме таа конференција да биде да се одржува во еден простор со одреден број на луѓе, сметајќи дека сме биле многу оптимисти со што сме одредили тоа да биде 75 седишта да има, за да дојдат луѓето, па ќе видиме колку ќе дојдат. И почнавме така и почна пријавувањето и одеднаш настана паника меѓу сите кои што организиравме конференцијата, затоа што почна да се пријавуваат луѓе и одеднаш се надмина бројот, па паника настана што правиме сега, дали да затвориме пријавување или не, имаше една хаотична преписка меѓу сите нас и јас во тоа време бев во Швајцарија, а овдека беше Љубица Арсовска и заедно комунициравме преку телефон и преку имейл за да може да најдеме ново место каде што ќе се одржува, каде што ќе можат сите кои што ќе се пријават да присуствуваат и доста интересни електронски писма си разменивме сите меѓу нас, доека не се убедивме дека ситуацијата е под контрола и дека се ќе биде во ред. И навистина од тогаш и понатаму, зависно, главно заради темите што ги понудивме, конференциите се значително посетени и многу интересни, затоа што тогаш се гледаме, ние во секојдневието, ние колегите не се гледаме многу често, секој си е западен со својата работа и така ако сте пријатели комуницирате, ако не се гледате, а на тие конференции можеш и да се видиш и со луѓе со кои што си заборавил дека се знаеш или пак да запознаеш нови луѓе кои што се занимаваат. Секој од нив има некое искуство од кое може да се научи или секој од нив има потреба да слушне некое искуство за да може да научи, за да може да се справи во бидејќи проблеми има секогаш. Каде ја наоѓате мотивацијата и денес? Денеска се наоѓаме во едно многу чудно време. Со немаштијата со која се соочува државата, со вирусот со кој што сите се соочуваме, одеднаш ни се измени начинот на работа. Имаше еден долг период на немање работа, колегите беа доста вознемирени од тоа, сега се променија, се дојде до нови технолошки постигнувања за да може да се работи, за да може да се одржуваат сите тие средби, за да може да има и интеракција меѓу луѓето на еден нов начин. Овие нови технолошки достигнувања што ги има, се еден нов предизвик за сите нас, особено за младите, да можат да го совладаат и да се постават на пазарот така да извлечат максимум. Јас мислам дека тоа е она што сега треба со кое што треба да се зафати Сдруженијето, да се сплотат сите членови и да може да меѓу себе си помогнат во совладувањето сега на овој нов пазар. Бидејќи сега Македонија беше делумно присутна на меѓународниот пазар. Сега со
дај Боже да се почнат преговорите за членство во Европската Унија со членството во НАТО, ние веќе стануваме и фактор кој што и на меѓународно ниво има потреба од превод. Од друга страна пак, јас и во последно време најмногу се занимавам со книжевен превод и мислам дека на тој план исто има една голема битка да се води, затоа што работите се многу чудно поставени. Кај нас издавачите не заработуваат пари од продажба на книги, како што е тоа на Запад, или пак добиваат средства одредени од државата, кај нас е државата и грантови од странство. И во таа ситуација преведувачот се наоѓа како една од помалите или помалку битните елементи. Мислам дека тоа е она што треба сега да се исто така работи на тоа, да можеме ние да имаме еден правилен однос кон книжевниот преведувач. Значи, тие две полиња што мислам дека се многу важни и дека тоа ме мотивира мене за и понатам да бидам активна тука и да придонесам особено во друженијето сега такво како што е, со сите овие цврсти нозе на кои стои, со сите овие идеи што ги има и оние постигнувања што ги има, за да се продолжи тоа таму, бидејќи очекувам, би сакала, дај Боже, и да дочекаме тоа да се случи, Сдруженијето да стане рамноправен фактор во сите преговори со државата, бидејќи државата, сакали или не, ни е најголемиот побарувач на услуги, и со сите други баратели на услуги, да може да ги заштитува правата на колегите, да ги заштитува и колегите, а и да ги воспоставува стандардите кои што треба се и натаму почитува.